Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Вложувањата кои владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги направи во здравството покажаа дека имаме капацитети со системски пристап и добра организираност овозможивме успешно се справуваме со најголемата светска здравствена криза во изминатите децении. Со навремени мерки ја ставивме состојбата со коронавирусот под контрола, го амортизиравме првиот удар на епидемијата, а капацитетот на здравствениот систем во ниту еден случај не се оптовари. Но секако не само здравствените работници, секој од нас е важен во справување со епидемијата и затоа неопходно е почитување на мерките за заштита. Со ова глобална криза стана уште повидливо дека здравството е еден од основните општествени столбови. Продолжуваме да вложуваме во одржлив здравствен систем и наш приоритет од почетокот е подобрување и унапредување на јавното здравство, подобри услови за пациентите и работни услови за здравствените работници преку одговорни и стратешки политики. Почитувани граѓани, инвестирајќи во здравствениот персонал, ги зајакнавме професионалните капацитети на здравствените работници, овозможувајќи тие својата иднина и кариера да ја гледаат во нашето јавно здравство. Благодарни за трудот и пожртвуваноста што здравствените работници го вложија во изминатиот период, вработените во здравството кои се во првите борбени редови во битката со COVID-19 ќе добијат награда од 20% од основната плата за 2 месеци. Наградени ќе бидат сите здравствени работници и соработници, како и сите вклучени во работа со пациентите заболени од коронавирусот. Доктори, медицински сестри, но и болничари, транспортери, возачите во службата за итна медицинска помош, по сите јавно здравствени установи, болници, институтите каде се правеа испитувањата, здравствените домови кои што го организираат транспортот и така натаму. И никој нема да биде изоставен. Сите се земени во предвид. Почитувани, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го цени човечкиот капитал во здравството и нам ни се потребни силно мотивирани здравствени работници. За период од 2 години даде повеќе од 5000 согласности за вработување во јавно здравствените установи. Ги зголеми платите на здравствените работници, даде повеќе од 1000 согласности за специјализации и субспецијализации. Во период од септември 2018 до февруари 2020 за 4 пати е зголемена платата во здравството. Основната плата на лекарот специјалист е зголемена за 40%, на медицинските сестри за 23%, на општите лекари за 25%, а на останатите здравствени соработници за 15%. Ги зголемивме коефициентите за исплата на дежурства на здравствените работници со 2 до 3 пати зголемен коефициент за дежурствата за викенд. За 15% го зголемивме капитациониот бод на матичните лекари, гинеколозите и стоматолозите. И за прв пат оваа влада ги плати приватните специјализанти за својот труд во висина од просечна плата на општ лекар. Со суштинските измени во Законот за здравствена заштита, со системски пристап и добар план, слушајќи го гласот и на здравствените работници и на пациентите, го враќаме дигнитетот на лекарите и пред се односот лекар-пациент. Почитувани граѓани, надминавме деценијски проблеми. Ги направивме лековите достапни за сите граѓани во секое време, воведовме нови и иновативни терапии. Укинати се квотите за лекови на рецепт во аптеките ширум целата држава и денеска граѓаните повеќе не се грижат дека ќе останат без терапија, бидејќи таа им е достапна во секоја аптека и во било кој период од месецот. За 2 години воведовме 5 нови лекови за ретки болести, а за пациентите со диабетес 3 нови типа високо квалитетен и сертифициран инсулин. Воведовме иновативна биолошка терапија за пациентите со малигни заболувања. 2 нови вакцини за заштита од пневмокок и ротавирус,
кои се чести во детската возраст, особено кај дечињата кои што посетуваат градинки. Преку електронскиот рецепт, сега за почеток, овозможивме пациентите со хронични заболувања својата терапија да ја земаат директно во аптека без да ги посетуваат матичните амбуланти. Инвестиравме во реконструкции и обнови на оддели во јавни здравствени установи и здравствени домови, нова современа медицинска опрема, нови дијагностички процедури, возила на итната медицинска помош. Направивме многу, но имаме уште многу да направиме. Продолжуваме да работиме посветено на подобрување во секоја област. Инфраструктурата, опрема, терапија и пред се персоналот. Затоа што само така, со сеопфатен пристап кон сите сегменти во здравството, можеме да направиме функционален и одржлив здравствен систем за сите.